Добра ти вечер, Македонија. Официјално започнува третата сезона на Агенда 21, секоја сабота на ТВ24 од 20 часот и 45 минути. Добро вечер, колеги. Добро вечер. Кико. Темата на Агенда, нашата вечна тема. Оваа сезона одлучивме малку повеќе да ве едуцираме, да ви укажуваме што значи електронски отпад, како треба да се постапува и колку сме неуки и мрзеливи кога станува збор за овој отпад, а директно влие врз нашите животи. Само 20% од глобалниот отпад се рециклира секоја година. Ова значи дека 48,5 милиони тони отпад уште произведени во 2018 година ќе бидат или согорувани, или фрлени на депонии, или нелегално тргувани. Вау, здраво, Алина! Здраво! Браво, Алина, и здраво, Алина. Здраво. Уште еден продукт на твојата школа, Така. актерска школа, Да. нашата нова колешка. Добре дојде. Добре ми Добро го дојде. најдов. Сега се прашувате сигурно дали е ова незаконски, се што го кажавме. Да, незаконски е, затоа што чичковците од големите сили, богатите држави, тие се најголемите рециклатори, бидејќи не може да се справат да одговорат на предизвикот во своите земји, одлучиле да најдат индијански места како што е нашево. Оти што ќе видат, ако пуштат еден дрон над Македонија, што ќе видат? Дека ние си фрламе бојлери, шпорети, телевизори, греалки, си викат, па ова било идеално место, Македонија. Така е. И дали електронскиот отпад најбрзо растечкиот отпад во историјата на човештвото, и тоа е точно. Дали за половина од тоа се одговорни домаќинствата, и тоа е точно, значи тука правиме муавет повеќе и за структурата на карактерот на човекот, за неговата уништувачка природа, за неговата тенденција да биде себичен. И ова носи се сериозни здравствени проблеми врз сите нас, за кои што најмалку сме свесни. Знаеш, фрлиш поред, фрли телефон, фрли компјутер, ама гајле ме, јас не одговарам за тоа. Во моментот кога го фрлам предметот, јас веќе го заборавам. Битно е дека сум го откачил дома. Се проценува дека во Нигерија 100.000 луѓе работат, значи 100.000, во неформалниот сектор за рециклирање. Што значи неформален? Значи дека тоа е див. Така. Тие често нелегален. Тие често го палат електронскиот отпад, че е слично како и кај нас по ова дививе депонии. И целата пластика за да ги остават изложените метали што ја загадуваат околината и со тоа логично ги изложува луѓето на овие отровни испарувања. Океј, дечки, многу тешка тема за Така прва е. епизода, со среќа да ни е новата сезона, Македонија официјално почнува. Од гаджети до зелени. Рециклирајте го вашиот отпад одговорно. Јавете се на 070 236 000 и 0 отпад ќе го превзема вашиот стар уред. Доколку го користите кодот Агенда 21, автоматски ќе влезете во еколошката акција, каде за оној со најмногу електронски отпад ќе следи награда. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Она по што сите копнееме е дом што не заштитува. Свет што ни дава надеж за подобра иднина. Македонија осигурување. Виена Иншуренс Груп. Знам кога сум сигурна. Електрониката не се пензионира. Таа се трансформира со рециклирање. Јавете се на 070 236 000 и 0 отпад ќе го превземе вашиот стар уред. Доколку го користите кодот Агенда 21, автоматски влегувате во еколошката акција, во која за оној со најмногу електронски отпад следува награда. Мојот омилен драмски автор, Нушич, скоро пред еден век, вели дека е полесно да се биде министер отколку бербер.
Берберот, како што и утрово бил џамбас на бербер, па детално ми објасни што се правел. Прво мора да знае да бричи, а второ мора да внимава да не исече некого. Министерот не мора да знае да бричи, по пат може да исече некого, бидејќи дури и да исече некој, нема да е виновен. Така вели Нушич. И вака ние ги доживуваме министрите кои живеат околу нас. Врти случај се почнува и завршува со политичарите. Да. Тие, Боже, ми имаат некаква милнива вредност. Знаеш, мандат, 2 мандата, 3 мандата и оди во заборав. Но само оние што се навистина честни, ќе се обидат да го извадат најдоброто од себе и да ја помогнат на државата за која министерствуваат. Така е. За наша жал се помалку има такви, затоа што па овие младиве луѓе, барем оние што не се избегани се уште од Македонијичкава, не се како ние кога бевме млади, да подголтнуваме. Овие знаат и да свикаат, не се молчеливи. И црно им се пишува на политичарите во наредните 50 години. И на наше огромно задоволство во првата епизода на третата сезона на Агенда 21 вечерва со нас министерката за животна средина Каја Шукова. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Како се чувствувате? Одлично. Ретко ни доаѓаат политичари. Вие се плашите од нас или ние треба да се плашиме од вас? Не, мислам дека никој од никого не треба да се плаши, дека апсолутно треба да зборуваме особено за темата животна средина. Да, најповеќе заради тоа што во после изминативе 2 сезони со Весна ме запираат луѓе по улица, ја гледале агенда, им се допаѓа концептот, некоја подигнува свеста на младите, но ме прашуваат едно прашање кое е клучно. Допира ли ова што го правите Весна и ти? Допира ли до некој политичар? И 2 години како да не допираше, Како да не допира, но сега е корпус деликатес, дека допира. И ви благодарам што после 2 години напорна работа на агенда се сетивте на нас и свативте дека само со вашето присуство ќе можеме да им објасниме на младите генерации што всушност се случува. Јас всушност да ви кажам и ги следев вашите емисии. Така? Да, и додека не бев министер. И мислам дека вакви емисии треба да има што повеќе. Благата критика никогаш не е лоша. Јас мислам напротив дека е добре дојдена, бидејќи понекогаш ако се критикуваме, тогаш се свестуваме и почнуваме можеби малку повеќе да размислуваме и да работиме. Нема да бидеме нежни и совесни. Не. Почнуваме. Ајде да почнеме од нешто што мислам дека сите ги интересира кога ќе слушнат Министерство за животна средина. Колку Министерството за животна средина е животна, а колку неживотна? Добро, јас овој термин неживотна средина веќе подолго време го слушам во јавноста. И лично морам да ви кажам дека не ми се допаѓа. Зошто? Па заради тоа што сметам дека не правиме апсолутно ништо со тоа што Министерството кој што е за животна средина и просторно планирање го викаме неживотно. Добро, ма пред вас секако имало некои кои што предизвикале да го користиме тој термин Може за би. неживотна средина. Знаете, вие не можете да го земете целиот багаж и одговорност врз вас и да бидете одговорни за нешто што и претходно некои министри, да не кажам скоро сите, го ја превземале улогата на неживотна средина. Јас мислам дека Министерството, такво како што е, постои веќе повеќе од 20 години и со капацитетот кој што го има тешка задача. Прво заради тоа што во државава покрај Министерството нема други институции кои што се занимаваат со животна средина, осим Државен инспекторат за животна средина кој што врши надзор. Значи, оно што ги креира политиките е само Министерството, нема помошни агенции и тела кои што може да му помогнат и целиот товар Институти е такви работи не постои. Нема. Значи целиот товар е на Министерството, не е благодарно, тешко е. Меѓутоа мислам дека се прават напори на вистина во рамките на она што го има во моментов Министерството, нема повеќе од 240 вработени кои што работат на многу подсектори. Животна средина е како има едно, меѓутоа многу подсектори има. Неблагодарно и едното и другото, и за и против, меѓутоа дека треба администрацијата малку пофункционална да биде, тоа се служуваме сите, мислам тоа. И самата администрација го зборува, не е дека. Наша омилена тема во првите 2 сезони, а верувам и во третата, се депониите. Да. Значи, што се случува? Ќе се справите ли конечно со депониите? Што се случува? Уништувате едни, се раѓаат нови. Што? Сте го слушнале тоа младите дека викаат Македонија депонија? Сум слушнала. Сум слушнала и во голем дел се согласувам, за жал.
Значи зборуваме за депонии, зборуваме за нелегални депонии или диви депонии како што ги нарекуваат. Има многу во државата, значи некои проценки направени велат дека има преку 1000 диви депонии или нелегални депонии во државата, и оние што ги имаме општинските се нестандардни депонии. Така е. Освен Дрисла која што е полусанитарна, дори ни таа не е по сите стандарди. Оно што во моментов државата го прави заради тоа што за жал не го направија општините, од 20 на години веќе е донесен првиот закон за управување со отпад, да воспостави една основна инфраструктура за управување со отпад. Бидејќи ние основното го немаме по стандардите. Да, со тоа што ги групираме регионите, бидејќи свативме дека е неекономски исплатливо да имаме депонија во секој регион. Ние имаме статистички, немаме регионално управување, меѓутоа имаме статистички региони, па ги групираме 2 со 2. Така. И Скопската ќе остане, ајде да речеме како последна, бидејќи е најголема инвестиција, таму ќе се обидеме да направиме документација прво, да видиме со што се соочуваме, и Полошкиот регион кој што ќе биде сам, бидејќи има депонија која што оперира и може да се искористи во наредните неколку години. Да, Супер, вие сте спремни, министерка, се извинам, Џамбазов Љубови. Значи, некако сите сега се брифиравте, овој регион, оној регион, но ајде да зборуваме дали мислите дека, јас не сум за тоа, не мислам дека со насилство се решава се, насилството раѓа насилство, но дали мислите дека мора со стап да се решаваат тука проблемите? Како вие го контролирате тоа, каде оди тој отпад, колку има како бројка, дали имате некаков запис, од каде доаѓа тоа ѓубреве? Сега набројавте неколку пунктови и го нарекувате сето тоа, ако вам не ви се допаѓа неживотна средина, дали ви се допаѓа тогаш изразот неформален отпад? Оти ние сега сме неформално-формални вечерва, нели? Добро. Кога зборуваме за неформалното собирање на отпад, тоа се собирачите кои што не се во рамките на формалниот систем. Јасно ни е системот на јавните комунални предпријатија, бидејќи тие се тие што го управуваат отпадот. А добивате ли некаков запис од тие, има депонии диви? Контролите ги врши Државниот инспекторат за животна средина и има записници. Апсолутно, кога има контрола, има и записник. Не можат и поинаку да работат. Тоа директно доаѓа кај вас како... Не, тоа е директно оди во Државниот инспекторат за животна средина. Два посебни органа се. Ние креираме политики, носиме закони, треба да ги спроведуваат општините, а надзорот како ги спроведуваат го прави Државниот инспекторат за животна средина. Јас многу често велам, често се префрла, ајде неформално да кажеме, топката кон министерството, меѓутоа министерството не е орган кој што треба да ги спроведува законите, треба да ги носи општините. Нашата држава има децентрализиран систем на управување. Тоа значи дека најголем дел од надлежностите се спуштени на тоа значи дека хиерархиски, добро, јас сум како на 5-годишно дете. Значи хиерархиски вие сте тука како Министерство за животна средина, тука се општините, градоначалниците треба да спроведуваат стап закон, така? Заедно со јавните комунални предпријатија. Де факто јавните комунални предпријатија се тие кои што треба да го управуваат отпадот. И да одговараат пред законот. И да одговараат пред законот секако. И сега државата помага всушност во моментов заради тоа што гледаме дека 20 на години не може да се воспостави некој систем на локално ниво. И сега со одлуки на општините ние го превземавме регионалното управување. Малку е комплексен системот. Ќе имаат улога и јавните комунални предпријатија до негде, регионални тела ќе се формираат и тие од некаде до негде до крајната цел до регионалните централни депонии ќе го управуваат отпадот. Малку е комплексен системот, тешко е за воспоставување, ама мораме да тргнеме од негде бидејќи е крајно време. Инаку законот вели дека сите фирми кои произведуваат отпад при пакување или електронски се должни да плаќаат еколошка такса. Да, тоа е нешто што се подразбира или тоа е некако вид на казна за тие што нема да... Не, тоа е согласно директивите и согласно закон за проширена одговорност, се формираат колективни постапувачи во кои што тие фирми учествуваат. Значи, фактички и фирмите си ги формираат тие колективни постапувачи. За секое произведено количество отпад, во случај за електронски, плаќаат на доместок, кој што го прибира државата. Тие што нема да платат? Тие што нема да платат треба да бидат казнети и ги губат лиценците. И има ли некој до сега да е казнет? И изгубил лиценца. Некој од Пехчево фирма е казнет, изгубил лиценца. Па не, тука колективните постапувачи не се дел од општините, компаниите се дел од колективните постапувачи. И тие плаќаат на доместок. Ама изгубил ли некој лиценц? Не, заради тоа што во моментов го плаќаат. Значи државата ги прибира. Значи некоја занемарлива сума
што може он И ќе рече, "Па што ќе ја издржлива платам за јас нив таа како казна?" компанија. Многу ми Па е гајле. еве, можам да ви кажам, значи со првата година на прибирање, они фактички работат повеќе години. Еден колективен постапувач некаде прибира од 1 до 2 милиони денари, милион евра, се извинувам, годишно, кои што ги пласира назад кон општеството. Таков е Пакомак или нулта отпад. Така. Ова што го гледаме, кантите, контейнерите, Да. акции посебни, тие ги финансираат од средствата кои што ги собираат од компаниите и ги враќаат Така е, назад кон тоа општеството. знам. Баш убаво се надоврзуваме на следното прашање за нула отпад и И Пакомак, кои се наши пријатели Така е. и верувам дека ќе останат, значи фирми со свест и совест, што е најбитно. Значи они направија, ги имаме тие, ние ги рекламиравме во првата и во втората сезона. Да. Тоа се специјални направи за рециклирање на отпад. Јас до сега немам видено ни една здрава. Да, тој е точно. Шетам низ Се Скопје, морам да вандализирано, рекреирам, да се движам, шетам секогаш во различни правци, низ различни улици и еве колку тие постојат. Знаете дека скоро сите се уништени. Да. Како барем тие казни да бидат големи за некој да уништува нешто што е за доброто на сите. Дали сме фатиле барем еден од тие што ги уништил? Ако го фатиме, што ќе го правиме? Мислам, дали како во Ќе го Саудитска врземе Арабија за нешто... радиаторите, го Да, заклучиме. да. Ако не го направиме тоа, тие ќе продолжат да го прават, ќе продолжат да го прават. И се има освен селектиран отпад. Да, Се апсолутно. Жално е тоа што се случува, не само со опремата на Пакомак или на нулта отпад, се случува и со опремите на јавните комунални предпријатија. Кантите и контейнерите кои што ги има насекаде. Многу се уништуваат до свеста на граѓаните. Јас никогаш не можам да разберам, и се уште не можам да разберам, кога нешто е поставено за ваше добро, за да се нормално собира отпадот, така и подигне после тоа, да вие сакате тоа да го уништите. Ние се штетиме самите на себе. Значи, свеста кај граѓаните се уште кај одредена група на граѓани, не кај сите. Има и многу совесни граѓани. Јас знам многу случаи каде што граѓаните селектираат дома отпад и кога немаат во нивна близина, го ставаат во својот автомобил, го носат до најблиското место каде што може да го постават. Значи, има и многу свесни граѓани. Изненаден од некој од Сега, себе од некој. казнувањето најчесто е најверојатно најдобра алатка. Тоа се гледа во земјите од Европската унија. Да, проверено Ние кои е, ќе ја затоа. поминеме нашата граница, таму сме многу фини, таму не фрламе ѓубре каде ќе стигнеме, таму не уништуваме. Од пикавци да почнеме, Од нели? пикавците да почнеме, да. Така да мора многу да се работи на свеста. Јас постојано зборувам. Јас колку што можам, мислам дека и министерството во рамките на сите настани каде што учествуваме, секогаш со задоволство прифаќаме, особено каде што треба да се зборува дека ние сме тие што го генерираме отпадот и го создаваме и треба да внимаваме. Знаете како, има една теза која што јас ја промовирам, а тоа е дека може да биде најака политичка алатка екологијата. И ние многу лесно можеме, ако сакаме, еве со помош на Европа, Европска унија, да станеме еколошка држава. Па во многу европски земји Тоа е еколошките така. партии се меѓу владеачките партии. Меѓу другото, Нов Зеланд е една од пример. И сега, знаете ли кога се сретнав, не знам тебе дали ти кажав, сум заборавила може, на Горан Стефановски Патриша, сопругата, си отиде од овде, одамна се отиде, не живеева во Кендербери, небитно, и Игор доаѓа чат тука, синот нивни во Македонија, и велам, што прави мајката? Вика, на крај од Вел се отидена, и е една од лидерите на еколошката партија во Британија, еден огранок, и таа, вели, е лидерка во тој дел од Англија, и работи како одговорна е, значи, просто е општествено одговорна, има улога во општеството и само со тоа е ангажирана. Сега, тоа може биде и пример за другиве повозрасни луѓе кои што тоа сакаат да го прават и нонстоп наместо да бидат за тастатура и да титкаат и да продаваат лош пазар, може и тоа да го прават. Ако зборуваме сега за овој неформален отпад досега што го зборуваме, оној кој што немаат однос луѓето кај нас и го немаат освестено, тоа е оној токсичен отпад. И кога зборуваме за токсичен отпад е за кабли корење, тој може би најтоксичниот, највидлив е. Да. Значи се пали нешто И тоа што не е за палење. Така е. Та и таму каде што имате Граѓаните неформално, да. пријавуваат
Но имаме ли капацитети, да речеме, на терен, колку инспектори, каква е казнивост? Гледате, повторно ние се вртиме во круг. Ќе ви кажам само еден прост пример. Знаете како, јас имам 5 кучиња дома, мене ме пријавуваат во полиција и полицијата доаѓа на врата. Значи, за тоа умеат да дојдат. Тоа функционира. Да, тоа функционира. Ова е проблем кој што се уште немаме конечно решение, да речеме, и не се реагира на сите случаеви. Има инспекторат и државен инспекторат за животна средина, има и локални инспектори. Де факто нема во сите општини и тоа е проблем. Се ловат, ајде да речеме, нели? Па еве, јас пријавам овде се палат гуми, да, кабли. Да одат на увид. Кога има пријава, се оди на увид. Кога има пријава, секако се оди на увид. Таа неформално управување со отпад, кога некои викаат за парче леп се прави загадување на животната средина. Јас и така би го рекла, бидејќи точно они ги палат каблите за да можат да излечат бакарната жица. Апсолутно. И за жал се повторуваат на исти места, значи ваквите настани. И еднаш да има инспекција, и два пати да има инспекција, и трет пат продолжуваат. И се казнуваат. Законите утврдуваат казни, не е дека не утврдуваат. И има асистенции од полиција многу често. Ама се повторува. Постојано се повторува. Кај нас неформалниот сектор се уште е доста. Многу тажно. Да. Ајде едно прашање што го има по кулуарите, по бифињата, а што ретко кој има шанса да го постави, еве сега ние имаме таа шанса да го поставиме. Некаде прочитав, велите дека сте обезбедиле 10 милиони евра за најзагрозените 4 точки: Скопје, Куманово, Тетово и Битола. Да. Така. Да. Сега ние како даночни обврзници, кои даваме дел од нашите примања, сакаме да знаеме, многу е просто, значи, каде одат парите. Значи, спремно ли е Министерството за животна средина да ни каже, да, добивме толку пари отидоа на ова, толку пари на пречистителни станици, толку на електронски отпад заштита, толку отидоа за депониите. Ото и ако бев мал, мајка ми кога ме пратеше во самопослуга и ми бараше отчет што сум купил и колку пари кусурот и ги споредуваше да не сум И каде си ги потрошил? Да. Нели? Тоа сите го прашуваат. Но еве ние имаме шанса јавно тоа да го прашуваме. Јас мислам дека барем еве јас сум 8-9 месеци министер, за ова време мислам дека многу транспарентно исподелуваме информациите кои што ги има министерството за овој нов грант кој што го добивме од Европска унија, значи во случај се пари на даночните обврзици на Европската унија. Добро. И ние сме Ние европјани. не сме европјани, ама многу сакаме да бидеме. Добро, ние кажуваме и кај ги трошиме и парите кои што ги собираме и ќе ви кажам паралелно еден пример. Значи прво овој пример ќе се користи во овие 4 града. Ќе се искористи за замена на нееколошки системи за затоплување во јавни објекти. Значи да ги замениме. Кај што уште на нафта, на тие што уште, тоа се јавни објекти кога зборуваме за училишта, градинки, домови на култура, здравствени домови, како и да е. Значи во околу 5,5 милиони евра од тие пари ќе се искористат во овие 4 града. Уште 4,5 ќе останат. Уште 4,5 ќе останат, од кои што дел ќе се искористат за нови 5 или 6 автобуси еколошки за градот Скопје, како што се набавија претходно. Добро. И за нови зелени површини во сите 4 општини. Системи за затоплување, за зеленување, автобуси, 6 еколошки. Да. Наменски се, многу ќе се искористат наменски парите. Што значи еколошки автобус? И тоа се значи овие автобуси како што ги имаме сега, новите што ги набавивме преку Европска банка за обнови и развој, што се на газ. Тие што не загадуваат. Нови еколошки автобуси. Исти такви ќе се набава 5 или 6, не ме држите за Добро, со 5 да се почне, кешки ќе стигнеме до 50. Па набавивме пред 2-3 години, градот набави, односно јавното предпријатие ЈСП набавија дел. Ќе бидат препознатливи. Па јас мислам истите ќе бидат како овие што ги имаме. Да. И дај Боже постојано да набавуваме такви. Еве да речеме од даночните обврзици, значи она што го плаќаме ние како граѓани во државата, паметите дека почнавме со наплаќање на пластичните кеси. Да. Кога ги купуваме во тоа радикално беше. Тоа беше радикално, ама вроди со плод. Така. Јас да ви кажам веќе подолго време не купувам пластична кеса. Не. Торбичиња дома и си ги носам со мене во ташно и така си пазарам. Торбичиња имам 500. Да. И се повеќе, да. Да, ќе направиме една изложба, никош не ми текнало едно од овие 500 да го земам кога одам само послуга. Да, ќе се навикнеме, на се навикнуваме. Значи таму собравме некаде околу 120 милиони денари, во превод околу 2 милиони евра. И во моментов спроведуваме набавка на
канти и контейнери за предселекција и ќе ги поделиме на сите општини во државата. За предселекција. За предселекција. Аха, Тоа она значи кога е хартија, жолти стакло, канти, сини канти и контейнери кои што каде што ќе почнеме да селектираме што е намерата на државата, да ги намалиме количините на отпад што финално ги депонираме. Значи такви ни се таргетите, такви ни се целите и во законите и во стратегиите што ги носиме, што помалку количество на отпад финално да го депонираме на депонија. И еве, сите пари што ги собираме, ние ги враќаме назад кон општеството. Да. Не ги држи државата. Не, ова се убави вести. Да, супер. Овие 2 да. милиона евра ме воодушевија на крај. Така да за сите општини по методологија точно до парче се знае колку канти ќе одат во општина Битола, колку во Гевгелија, колку во Струмица, колку во зошто Скопје. тогаш уште има по маркети може да најдеме кеси за да си купиш? Да, и тоа. И Тие се мене биоразградливи. Тие се Ма биоразградливи. не се биоразградливи, Па, министерки. Не, има да ти контрола? кажам, нема и како тие старите. Не, ако се биоразградливи има едно знакче на нив Аха. и пишува значи има знакче, има жикче, се Големите има. маркети Добро, користат, тоа се користат малските. биоразградливи. Малските, Да, се малските користат се уште уште со- има. да. Сме зборувале со Дур не им државен влезе инспекција. пазарен после ги инспекторат. купуваат. Да, ги кога одат во инспекцијски надзор, им кажуваат дека ова е нешто што не треба да се користи, да не почнеме сега со казнување, ама постојано ги подсетуваат дека тоа не треба веќе да се користи во нивните Ама тоа фиш маркетчиња. мемори има овој народ па брзо слабо памти, За брзо жал, заборава. стварно, навистина многу брзо заборава. Слабо памти, брзо Не, заборава. он си памти тоа што сака да. Така е. Како е возможно, министерке, да се добие позитивен извештај од мисијата, со ова е сега најскандалозно, и на експертите од Бернска и Рамсарска конвенција и УНЕСКО за Охрид? Како е возможно да се добие позитивен извештај за Охрид, при тоа знаејќи, гледајќи и искуствено дека Охрид е загаден, дека пречистителната станица, дека имате депонија која што изметот се слива од страната на Далјан, дека нашите деца пливаат со разноразни измети во разноразни големини, величини, пластични шишиња, мокрача. Како е тоа возможно? Дали сме ние сите толку анестезирани? Дали овие што доаѓаат експертиве да го подготват и да го дадат позитивниот извештај, може ги нешто са таму во црква, па нешто им прават, па излегуваат супер име. Тие мисии по конвенциите што доаѓаат во Охрид, да ви кажам, сериозно си ја работат својата работа. Па како дали позитивен извештај кога Охрид е Има само не е одредени, позитивен? да, има одредени услови кои што И треба да одамна ги не би требало да е под заштита на УНЕСКО поради тоа што го Па уништија беше таму. густо сега лани или Па преклани тоа беше ова е за густо, тоа. Па да, и они повторно добиле позитивен. Да, јас извештај. бев оваа година на годишната конференција на УНЕСКО кога државата повторно, односно Охрид остана на листата на УНЕСКО, значи не отиде во загрозените. Како? А заради тоа што ги исполнивме условите кои што ги бараше УНЕСКО и имаме услови кои што треба да ги исполниме и во наредните 2-3 години. Кои се тие услови? Па пример да речеме во делот на животна средина мора да се донесат 2 закона. Добро. Едниот е за студенчишко блато како би го заштитили и вториот законот за управување со Охридско езеро. Тоа може би најзначаен. Тоа е, мислам дека е и најзначајниот. Тоа е во финална фаза, готов е законот. Не беше проблем да утврдиме управувач и тоа не е едноставно. Така е. Така да тој закон скоро ќе влезе во владина постапка и после ќе оди на собрание. А студенчиско блато законот е веќе готов и е во собрание и Чејде се извинам, малце ќе Ајде. ве вратам. Со законот за заштита на Охрид, што ќе направите? Ви кажете ми 2 добри работи, објаснете ни. Значи ќе се направи план за управување со Охридскиот Што значи регион. тоа? Дека? Тоа значи дека точно ќе се знае како треба да се управува. Со мерки и активности. Немаше во однос на плажи, во однос на се, во однос на се, шума. во однос на заштита на природното наследство. Така е. Да. А од делот на Министерството за култура, па они прават планови во однос на културното наследство. Тоа е исто така. Да, тоа е многу битно. Значи, кога Најбитно. зборуваме за УНЕСКО, зборуваме и за природно и за Апсолутно, културно наследство. да. Во нашиот дел, во делот на животната средина, ќе има точно мерки и активности како треба да се управува природното наследство. И сега и да направиме разлика. Таму има дел што треба да спроведе државата, дел има што треба да спроведе локалната самоуправа. Така. И тоа е вистина. Да, и тука настанува колизијата во повеќето случаи кога извршната власт и локалната власт не размислуваат. Не размислуваат. Идеолошки исто и тука настануваат Така голем е. број А не проблеми. треба да биде така. Не би требало. Животната средина, јас постојано велам, животната средина не треба да препознава политика. Како и културата. Како и културата. Апсолутно. Ајде да се вратиме ние во големиот главен смрдлив град. Така е. Уште од моето детство болна тема била Охис.
Значи охис. Линданот. Сега прочитав дека сте дошле до бројка од 1500 тони отпад од охис. Тоа е една депонија така кога ќе подигнеш. Едно село? Тоа е цела планина. Што тоа таму останува, тоа се користи како депонија и се разнесува на друго место. Не. Оти тоа страшно изгледа, кога ќе го видиш, страшно изгледа, стварно. Добро, таму сите приметија дека има таму еден шатор под кој што се работи, за да нема загадување на воздухот. Со опрема работат оние кои што го... Тоа е грчка компанија која што во моментот го расчистува. Значи се ископува. А наши се линданот. вработени? Наши се извинувам. Има и од Грција, има и наши, Да. има и наши луѓе кои што работат за компанијата. Значи работат по посебни услови, се ископува, се ставува во посебни буриња и се транспортира надвор од државата и таму се третира. Ние немаме инсталација која што може да третира опасен отпад, како што е линданот, и заради тоа чини многу пари и треба многу време. Значи ништо не останува. Се што има линдан во себе, се пакува во буриња и се носи надвор од државата, тоа се Каде се процедури. носи? Мислам дека е во Швајцарија, сега да не сгрешам, има Во постојка во Швајцарија. во која што се согорува. Малата депонија, а постои голема депонија. За која што се зборува Нема дека крај. Нема крај, да, ќе се прават испитувања, иако има некои кои што кажуваат дека најверојатно има од 8 до 10 пати отпад повеќе колку што има линдан. Значи земја е со линдан фактички, како што е малата депонија. И проценките за нејзино расчистување се многу големи. Во пари. Рековте огромни пари. Последно опрашање се поогромни од овие пари и здравие. Ајме мовет за пеленица. 80 до 100 милиони. Проценка е и таму, проценка е, да. На проценката не може На да сгреши проценката, многу, да. еве 50 нека Иста е биде. проценката и за големата депонија во Охрис. Значи за малата депонија досега по проста математика, едноставна за гледачите, е некаде околу 10 милиони евра ќе чини малата депонија. Расчистувањето. Големата, ако велиме дека е од 8 до 10 пати поголема од малата, значи 80 до 100 милиона. Мислам дека тие не се бројки за Пеленица, него се за големата депонија во Охрис. Така? А Пеленица мислам дека исто ќе треба доста пари, иако таму не е во моментов направено истражување, точно Не, да се вие каже. велите дека за Пеленица се потребни од 80 до 100 Дека се милиони. потребни од 80 Да, до 100. вие имате изјавено тоа. За големата во Охрис, за Пеленица, не, се едно е, да ви Се кажам. едно е. И таму има, и таму таму. треба да се исчисти, и таму треба да се Така исчисти, големи пари се. Хотспотовите или индустријските жаришта во државата се болно прашање за кое што треба многу средства. Донаторите обично не ни помагаат во тој дел, бидејќи се станува збор за многу пари и велат тоа е ваше индустријско загадување. Вау. Проблемот со ХИВ Велес, проблемот со Југокром Јагуновце, Да. проблем многу има И тоа се стари, тоа не се Стари, нова стари, настанати, стари индустријски тоа- жаришта, Охрис е едно од тие. Така Значи е. ова е прво кое што го Охрис, решаваме. значи јас 50 години слушам за Охрис кој загадува. И за Југохром. Да, Југокром. Југокром таму вршиме, да речеме, само ги прибираме отпадните води од депонијата за да не одат во подземните води, да не одат во реката Вардар. Има пречистителна станица, таа ја управува државата во моментов. Се обидуваме да најдеме решение да оди под некој друг систем за управување, пошто не е неразумно решението Министерство да управува со пречистителна станица. Да. Тоа го Да, правиме во моментот. Ќе најдеме и таму решение, мислам во наредни месец-два. Значи ги собираме водите, ги третираме и чисти ги пуштаме во Вардар. Внимаваме барем да не имаме загадување на подземните води. И таму е голема депонија, тоа е како планина. Сме размислувале за тоа дали треба да се исто така како Охрис, да се копа и да се носи. Прво гледаме дека се многу скапи решенијата. Второ, таму има водно тело во близина. Јас мислам дека по разговор со повеќе експерти од таа област дека можеби ќе треба да ги заштитиме, да ги оградиме, можеби со фолии да ги Да, можеби затвориме, да ги попамет. третираме отпадните води, Да. меѓутоа да не ги чепкаме местата, бидејќи мислам дека можеме Ќе можеби и расчепкате поголема повеќе. да, поголема народна белја да направиме отколку да го решиме проблемот. Ситуацијата на животната средина од глобален аспект е повеќе од загрижувачки и критична. Оваа нова ера ни донесе многу проблеми и знаете како во 60-тите години и во 70-тите не се зборувало многу екологија. Ако го свртиме назад филмот и ако гледаме многу документарци, ќе гледаме дека и тогаш напредните, прогресивните, силните држави зборувале на оваа тема. Но
има ли шанса овој екоцид, нели, кај нас би представувал некако револуционерно средство, нешто за да се бориме, предлагат, затоа што овие што се жестокиве екологисти, овие жестокиве терминатори, борци, велат дека треба да има казни од ранг на казните за терористи. Кривичното дело во животна средина се воведе со новите измени на кривичниот Која закон. е најголемата казна кривична Значи има не, екоцид? јас знам која е најголемата казна, ама веќе има покрај тоа што се плаќа, има и казна затвор. За кривично дело Така во е. животна средина. Се Не- воведе во Не, кривичниот закон. прочитав, некоја фирма плати, некоја Казни се мазна да, сума пред- кривично можеш да пред некој одговараш, месец. Сега значи се можеш одговара да и лежиш кривично. затвор. Ке се одговара и кривично. Така Иначе е. казните се и до 100, до 200, до 300.000 евра. Има големи казни. Што е со она изјава министерке дека додека не решиме Вардар не влегуваме во Европска унија? Добро, тоа беше како Не, метафора. ама јас се исплашив од познавајќи си го Вардар. Ќе влеземе 23 Нема век. да дочекаме, ние ќе си одиме на друга планета побрзо. Да, беше како метафора. Што се случува со Вардар? Имаме специјална емисија во оваа сезона Да. за Вардар. посебно. Се свати многу, баш како што беше кажано, мојата намера беше да кажам дека навистина мораме да вложиме многу и да направиме многу за животната средина ако сакаме да бидеме дел од Европската унија. Водните тела и реката Вардар се една од секако работите кои што мораме да ги решиме. На ниво на река Вардар, како што е сливот на реката Вардар, во моментов имаме функционална станица само во Гевгелија. Таму има и работи пречистителната станица во Гевгелија. И сега ако се качуваме по течението на реката Вардар, значи треба да го патиме, нели, Тетово, Гостивар, Скопје, Велес, Градско, Неготино, значи има уште Демиркапија, значи има уште многу. Сега најбитна ни е Скопската пречистителна станица. Таа е многу голема, нели, финансиско портфолио од 200 милиони евра, од кои што поголемиот дел се заем, дел од парите 70 милиони обезбедивме грант пари. И тоа научивме и почнавме да го правиме во животна средина. Обезбедуваме грант пари од Европската унија. Ама тогаш знаете како да ги користите од Европската унија, ќе ти даде пари, ти даде ама ќе пари, види дека ама не знаеш што да отчет правиш со мора нив, да имаш, ќе нели? ти ги земе. Не знаеш ти да си играш со оваа играчка и ќе ти ги земе. Не, тука се строги правилата, има две банки, Европска банка за обнова и развој и Европска инвестициона банка. Правилата се строги. Ако не работиме како што треба и не работи компанијата, не работи државата, има пенали и затоа сме многу внимателни. Да, имаме таму изведувач избран. Сега ова баш и не знам колку е популарно за јавноста, плаќаме сега, почнуваме да плаќаме авансна ситуација за да почнат да работат на терен. Значи тој проект почнува. Браво. Ова со пластичните кеси што го спомнавме, тие пари што се 2 милиона евра. заработија, се знае каде ги користиме? Да, Има некој кажавме за проект? Да. Тоа е тој проект. Антиконтейнери за предселекција за сите општини во државата. Тоа е тоа, значи. Да. Многу е убаво кога знаеш. Значи, кога го добив првиот поголем хонорар, си купив едно моторче. И знаев дека тоа ми е од првиот хонорар. Да. Кога го зема вториот голем хонорар, си купив не знам што и знаев дека ми е тој. Цел живот знам дека тоа сум го заработил тоа. Значи ќе знаеме, ќе бидеме информирани дека парите што државата ги заработи од да. пластичните кеси, ги дониравме, ги или Ги обезбедивме инвестиравме таква и или ги таква обезбедивме, машина да. или апарат или тоа. Тоа е многу битно. Ова е исто, да, се извинувам, ова е исто горлива тема за нас во агенда, ај верувам и на граѓанството. Велите дека не ги поддржувате и нема да ги поддржувате малите хидроелектрани. Ние, посебно јас кога одев овие претходни 2 години, тие се како печурки, Има доста. Да. никнуваат. Тие сериозно го нарушуваат биодиверзитетот. Како издржувате во оваа борба, затоа што сепак моćници се зад овие хидроелектрани? Добро, процесот е веќе десетина години. Да, затоа тоа изборувам. време беа доделени многу концесии за мали хидроелектрани. Голем дел од нив до ден денеска не се изградени заради административни процедури. Ама јас велам од сега па натаму веќе да престане. Мислам дека е доволно. Можеби во одредени места и премногу. Со новиот закон за природа забранивме градба на нови мали хидро во националните паркови. Од таму тргнав. Тоа. Тоа така. Со новиот закон е забрането. Значи дури и дел од малите хидро кои што беа во националните паркови во Шар планина и во Маврово,
таму и успеавме со спогодба да ги раскинеме концесиите, плати оштата државата према инвеститорите. Ма, тоа е добра вест. Не беше Добра мало, вест. да. Раскинавме 4 или 5. Ова е петта или шеста добра вест. Не ни се Да, да, слушува да. волку често во агенда. Да, ма сите затоа што напаѓа, знаеш, сите кои Има и разговараат позитивни, има многу позитивни Да. работи кои што се случуваат во животна средина. Мислам дека се покренаа работите. Последниве Еве ова ме изненади, се извинувам. Ова ме изненади. Дека не знам дали е ваша изјава или став на министерството дека Прилеп во моментот Да. е пример за еколошки град. таму Да. се селектира многу. Таму има Да, воспоставен да се систем на чудиш. селекција. Луѓе, да ви кажам, Да. пред Да, да. 20 години Прилеп се уште имаше проблем со канализација. сеќаваме ние. Знаете, и ако е така, на вистина Да. е тоа е брз напредок, од и за мене Кочар ни бил од секогаш пример за еколошки град. Имаме такви неколку места во Македонија. Има повеќе места, има. Ајде да ги пофалиме. Прилеп има, да речеме, поефикасен систем и поопфатена територија на ниво на општина. Инаку да ви кажам, мислам дека тоа се пренесе на другите општини. Така. Кога почнавме да зборуваме дека Прилеп добро работи, почнаа другите градоначалници да се прашуваат, а чекајте, морате да ги кажувате добрите примери. Значи, мене значи се да ми кажат, ама чекајте сега таму локалната власт е ВМРО, мислам апсолутно небитно. Значи апсолутно небитно, значи и таму живеат Дека граѓани. овие од другата партија немаат деца, не дишат со Таму нос, со живеат што граѓани, дишат. не е битно кој од која партија доаѓа, Да. од која партија доаѓам. Јас од која партија Апсолутно. се градоначалниците. Во сите општини живеат граѓани, тоа е најбитното. Треба да им дадеме добра услуга, треба да ги научиме да ги намалат количините на отпад, да селектираат, да помогнат, да рециклираат кај што можат. Да. Значи, и сега почнаа и другите градови. Скромно, но почнаа и другите Почнаа. градови, што е многу добро. Супер. Во моментот фекалите на жителите од главниот град, значи кај нас во Скопје се една од баш онака горливи, грозни теми и како непречистени директно си одат во реката Вардар, јадна таа река Вардар што има да раскаже. Изборувате за онаа фамозна прочистителна станица која ќе чини 200 милиони евра. Леле, што со пари почнавме ја и ти кога водиме емисија за финансии. 1,5 милиарда евра спомнавме во оваа епизода. Многу пари требаат за животна средина. Треба, Да. треба. Многу. Во Трубарево велите дека Да, да. треба да има прочистител. Таа ќе чинела 200 милиони евра. Е па ние со фекалииве затоа што многу ме интересира скопјаниве до кај сме. Започнува со работа. Започнува со градба. Де факто веќе има со градба, проектирање, аха. има проектирање, треба да се заврши. Знаете што кога ќе почнете да градите еден ваков објект се соочувате со многу проблеми. Експроприација на земјиште. Прво дали е земјиштето приватно или е државно или како и да е. Па имате Па дали го дава, урбанизација. не го дава. Па има урбанизација на просторот, треба да направите урбанистички план, треба да обезбедите дозволи за градба, треба Да. се. И сега тука негде при крај сме. Значи со експроприацијата е завршена, урбанизацијата при крај, се спрема компанијата, тоа е германска компанија која што доби на меѓународен тендер, која што ќе ја гради пречистителната Така. станица. Спремни се да ги уплатиме авансните средства кои што ќе направиме, мислам, до крајот на годинава ќе ги уплатиме и дај Боже да почне да се гради. Супер. И ние сме пред крај, односно Да, на ние самиот сме крај. Каја, ти благодарам што ни беше. Благодарам гостинка. за поканата. Да. Да, и да ни дојдете и друг пат. па да Секогаш си си добре дојде на поразговараме, тука, да. затоа што ти си вистинскиот човек за оваа емисија. Да, и јас ќе се борам за, и Игор се надевам, од милион причини за еколошка држава. Јас сонувам еден ден имаме еколошки премиер. Нема да дочекаме ти и јас, ама младите ќе дочекаат. Уште еднаш благодарам. Да, ви благодарам и на вас. Јас сум од оние кои што знаат и да критикуваат. Мислам, нема да ве критикувам вас. Ова емисија, зошто да не критикувам? ова емисија е одлична и треба да продолжи. Да. Значи треба да се гледа Агенда 21 на ТВ24, тоа секако. И треба да си ги посочуваме проблемите. Треба да кажуваме, не треба да криеме. Дури и јас знам да искритикувам, знам да ги искритикувам и невладиниот сектор кога грешат, Така не се е, да. секогаш во право, и општините кога грешат, они треба нас. А и да Значи, истрпите заедно- критика од невладениот Така е, сектор кога се во апсолутно, право. така Ова е е. тоа, така функционира систем. Апсолутно, Така треба е. заедно да работиме, оти само министерството не може. Ама со своите партнери можеме многу да направиме. Супер, добра поента за фала. крај. Да. Фала, Каја. Фала. Ви благодарам и на вас. До 2023-та бројката за електронски отпад е точно 38.556.933. Многу бројки имавме епизода, мене искрено главата ме заболя, па јас волку бројки во тетрадката математика немам напишано. Помаче, ти зашто мислиш дека те викна во агенда?
Прво, да не ме брукаш. Второ, да се докажам пред овие рециклираниве колеги дека сме окей за младите да испратиме порака. И трето, мачете видов како фрлаш шпорец од таткој ти во контењер. А знаеш, уствари, ти од имаш волку другаркијете, кандидатки идни, може. Знаеш дека можеш и со скаутинг да се бавиш? Да откриваш таленти. Ти без работа нема да останеш. Може, не знам. Може би. Ама јас барам рециклирам. Остај ти ова другова. И барам јас можам да најдам луѓе. Јас со братучет ми 2 до 3 спрат качивме машина за перење алишта на баба ми, а замислиме мене како отклопувам, како расклопувам шпорет, па ја прво би го фрлил до тераса. Па не, ама за тога сега што ви од Америка ни викаат да купуваме електронски уреди што се на расклопување. И затоа сме ние тука, нели, новите генерации, каде што ние ги користиме тие склопи, расклопи. Сваќаш? Па јас имам дома еден гаджет, ако сакаш да дојдеш да ми го расклопиш. Може? Нула отпад за сите ваши проблеми. 070-236-000. На повиците одговараат нашите повозрасни колеги, а мислам и дека до врата доаѓаат. Проверете.